Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме на нашето место и денеска сакаме да ви направиме едно убаво кулинарско шоу со многу интересна гостинка која што ќе ни биде наш главен готвач во нашето јадење. Се надевам дека и овој рецепт ќе си го забележите, ќе ви се допадне и ќе си го направите дома, затоа што многу пати повторувам и пак ќе кажам, правиме брзи рецепти кои што секој може да одвои од своето време едно 30 до 40 минути за да го направи тоа јадење и да си биде мирен или како се вели рад, после да си одмара или ужива во часовите кои што преостануваат од денот. Ги поздравувам сите нашинци ширум светот, сите што не гледаат и навистина ми е мило што ние прираснавме за срце на нашинците и надвор од нашата Македонија, надвор од границите, па затоа ве поздравувам сите. Едноставно ве сакам, си ги сакам нашите македонци каде и да се во светот, но и оние кои што си заедно со мене си во нашата убава Македонија си живеат и се среќаваат на прослави, на слави, на комшилук, на кафенце, на кафе муавет. Е така, драги мои, со кафе муавет не на седење, но виртуелно, значи добро утро повели на кафе и благодарам. Јас си се запозна со мојата драга пријателка, која што ми е пријателка на Фејсбук, но морам да кажам дека за прв пат се гледаме денеска и јас со се срце сум многу среќна, многу радосна, затоа што во оваа наша емисија, во сите 3 сезони, за прв пат ќе имаме професионален готвач. Едноставно, многу ми причинува задоволство, затоа што ќе ни направи еден специјалитет кој што многу е баран и ќе видите вештина на еден професионален готвач во нашата кујна. Нашата или мојата Бети е инако Елизабета Несторовска. Добре ми дојде. Добро ве најдов. Многу се радувам, затоа што Бети, еве, после долго време да се видиме во живо и да ми гостуваш во нашата емисија. И многу ми е драго и стварно сум пресреќна што ќе гостувам вашата емисија. Да ги поздравам сите гледачи на Канал 5 телевизија, сите мои колеги и колешки и да се заблагодарам на персоналот кој што ми овозможи да дојдам денеска. Да бидеш слободна. Ете така. Повели од оваа страна малку, па потоа ќе си дојдеш пак до шпоретот, јас ќе се обидам нели да го средам за да можеме да работиме на него. Професионален готвач. Тешко е или не? Не, ако се сака работа, ниедна работа не е тешка, особено не да готвиш со љубов. Така, бидејќи тебе тоа веќе ти е рутина, знаеш да го спремаш секое јадење кое ќе ти го побараат. Има ли моменти кога бараш на интернет за некое јадење, да осознаеш како? Секако. Значи, мора да се надградуваме секогаш ние куварите. Секогаш нешто ново. Има нови млади кои што наоѓаат и нели нови зачини, нови рецепти. Секогаш сме на интернет и гледаме све што има ново, за да можеме да бидеме у моментот, нели, спремни ако некој нешто ни побара. Многу интересно, морам да те пофалам, бидејќи многу пати готвачите готват, но за сервирање им е потребно помошник кој што ќе го сервира јадењето, а тебе те бидува и за едното и за другото. И тоа умееш да го направиш. Добро, помош бараме тогаш кога имаме, например, многу гужва, тогаш бараме помош. Иначе секогаш куварите сами си ги завршуваме обврските. Што ќе направиме денеска? Денеска ќе го правиме моите, јас уживам кога ја готвам морската храна. Така? Тоа ми е специјалност и па и долго време беше во Хрватска. Така, и затоа близу морето. Да, и затоа решив да направиме еден убав специјалитет со морски плодови, односно рижото од морски плодови. Во тебе си живее морето, Јадранското море. Секаде кади да си. Уште од мала. Сакаше прво оризот да го подготвиме. Еве, јас веќе ти ја вклучив овде, дали појако ти треба? Треба прво да се оривчето да се. Добро, ќе додадеме вода. И кажи ми, зошто побара не кочански ориз? Тоа ми беше интересно. Да те прашам, ова е некако посебен, со некоја подруга боја, не е како нашиот. Така, значи арборио оризот е многу подобар кога се прави рижото и обично викаме ние, ако не знаеш што е подобро, види што е поскапо. Баре она што е скапо. Она што е поскапо. Но јас мислам дека некако дали јас сум навикната на македонската кујна и некако ми е и најскапа и најубава.
Но, ајде сега, треба ли да зоврие Да, водата? малце да зоврие Добро. водата, па ќе го ставиме. Добро, јас Умеѓу тогаш времено, На најако, и ова ќе ти го додадам. Така. На најако, се ќе биде на најако. Ете така. умеѓу времено ќе го спремиме и буњонот, Да. кој што ни е потребен малце подоцна. Бети, можеме да ги замениме тенџерчињата. Гледам дека другата рингла ни е поголема и затоа водносно... Може. Еве вака, побрзо да ни бидат тенџерчињата, а ти ќе си работиш овде се што ти е потребно. Коцка ставаме, така? Така. Да се зоврие. Така. Ете, добро. Еве, гледај каков асистент сум ти. Супер. Ќе учам од тебе. Добро. И кога ќе зоврие водичката, Водата го додаваме оризот. Го додаваме оризот. Морски плодови одбравме, тие потоа ќе ги потпржиме во тава, така? Така, прво се става маслиново масло, малце лукче и кромиче да се запржи, па ги ставаме морските плодови. Добро. Откако ќе се свари оривчето, ќе го прецедиме, кој ќе бидат испржени овие, го додаваме оривчето, додаваме малце од буњонот, зачини и на крај малце лимунов сок. Ете, така се ни е подготвено на масата, за да можеме, нели, слободно да работиме. А јас пак ќе те запрашам, бидејќи ти подолго време беше во Хрватска, ајде кажи ми импресии од таму. Има многу странци, различна кујна. Како се снајде во тој метеш од странци? Многу лесно. Иако и во Македонија ги имаме, во Скопје, велат дека е град во Македонија во кој што има најмногу туристи. Тачно. И кај вас, кај тебе, во ресторанот во кој што ти работиш, постојано доаѓаат и странци. Така И ти треба да се снајдеш. Како е тоа? Многу е едноставно, затоа што секој ресторан си има посебно мени. Така? Се оди строго по менито, Добро. за разлика да не на- се експериментира. така, И се што оди имаме? строго по менито и ние обично кога одиме во ресторанот да работиме, одиме уште од април месец, за да ние можеме да го целото тоа мени Прилагодите. да го видиме и да го да го спремиме, да го видиме што како се работи ресторанот. И потоа во гужвата апсолутно ништо не е тешко. Ништо не е тешко. Ние во нашава кујна немаме мени. Тука правиме се веднаш и со идеја на нашите гости. Различни сме секоја емисија и за мене навистина позитивно и мило, бидејќи секој гостин си носи своја рецепта. Своја рецепта. И тоа е добро. Веќе водата врие. Ајде, дзирни си како ова да го малку подскршиме. Вака? Да. Добро, готово е. Добро. И веќе оризот Тоа таму. нека зоврие. Ајде, додај си го оризот. Да се вари. Добро. Дали ни е потребно капачето за почеток? Добро. Да, само Ајде малце ќе да го промешам, да не се залепи. Затоа и ставаме во врела вода, да не се лепи. Не му додаваме ништо. Ништо. Само Ништо. чист Само ориз да така биде. да се. Добро. Меѓувремено пред да започнеме ти си го исецка кромичето. Така, и кромичето, и лукчето ми е се ни спремно. подготвено. Добро, за ова малку ќе ни треба, па ќе ја ставиме тавата за да се пржат морските плодови. Ете така, веќе си врие. Што ти е најомилено да готвиш? Риба. Риба? Риба. Браво. И има некои специфики? Има. Брзо ја чистиш, Бети? Секоја Најмачната риба си... работа за еден Најмач- готвач е да се чисти чистењето риба. на риба, Но да. има некоја техника, посебни ножови, брзина Има. на работа за рибата? Да, хрватите се страшно спремни за тоа. Да. Значи, алат имаат За апсолутно. остригите брзо Так, да се так. чистат, кожинката, За све. сето За тоа, све. И перките. многу брзо се чисти рибата. Браво. Моја најголема специјалност ми е лососот. Значи, јас Така. можам да направам од лососот и рижото со лосос, и лосос на скара, и... На повеќе начини. Меѓутоа, нели, Да. сите тука риби се... Ова Секоја риба си има ни е свој начин готово, на јас ќе го подготовка. повлечам на страна. Така. За да можеш тавата да ја поставиш ставиме, и да си работиш со она што тебе те чека. Ете така. Друга лажичка ќе ти дадам. Додаваме маслиново масло, така? Така. И сега многу е чудно и интересно што пак ќе кажам, вие професионалните готвачи се обучувате и за солени, и за благи јадења, кисели јадења. Имате ли посебно сладкар или мораш и тоа ти да го правиш?
Не, се имаат посебно сладкари. Сладкари кои што специјално си ја знаат работата за сладкарството. Така. Малку тука ќе ми И ова може да го... проблем. Можеме и Добро. да го... Сакаш да го повлечеме? Не, уште малку. Не се исклучи, затоа треба да... Само малце намалете го ова. Кромидот? Не. Или горната ринга? Добро, тај веќе намален. И скрос исклучена, веќе се од самата жештина рече ти дека побрзо се вари тој орес. Го додаваме малце лукче, додека се пржи кромидот, за да може мирисот од лукчето малце да се Згасне. неутрализира така. Така. Добро. Одлично. Па можам и ова веќе и да го повлечам. Не се исклучи повторно. Таков ни е нашиот шпорет. Ајде повлечи ја повторно. Ете, правиме размена. Ако. Така. Овде го намалувам скроз, а таму додаваме. Ето. Не, шпоретот треба, како јас се шегувам, викам си ме познава мене и затоа знае. И така е, секој кувар си го познава својот шпорет. Да, не, за да биде сето тоа добро. Ето, малку го повлекуваме, за таму да ти биде лесно. И ова ќе го повлечам да не ти пречи. Значи ставаме кромидот и лукчето. Кромидот и лукчето треба малце да се испржат. Зошто ја одбра Хрватска или Хрватска те одбра тебе? Ајде тоа да го прашам јас сега. Зошто токму таму сакаше или повеќе мина од Македонија со годините наназад и за време на короната најмногу отидоа во Хрватска Баш да токму работат така. и да се бара Слушајќи храна. од колегите како... Бидејќи се бараше храна за домашна потреба, по телефон, дури носење нели на храна во домашни услови. Така. Добро. И ти слушајќи од колегите Слушајќи од колегите дека си поминуваат многу убаво, дека има добра заработувачка. дека има добра заработувачка, дека плюс има бесплатна плажа. бесплатна плажа, така е. Имавте ли време за тие слободни активности, еве како што викаме ние да се оди на плажа? Имавме, работното време не беше 8 часа. Си имате Останатите 8 часа. Останатите сати си слободен и можеш да шеташ, да се бањаш, да се сунчаш, така да... Ама сигурно нели како и тука, си имаш посебно луѓе кои се за подготовка, еве како моите женички кои што помагаат во однос на подготовката за еден рецепт, значи имаме... да кажеме да се подготви кромит, да се исчисти кромит, компири, да се сецка, да се подготват, еве да се исцеди морски плодови. Сигурно имате и за тоа помошници. Секогаш постои прва смена и втора смена. Обично во работата во кујната секогаш е прва смена со малце помалце работа и можност да се направат подготовки за втората смена. Затоа што обично во Хрватска се многу јаки ручекот и вечерата. И затоа првата смена е смена за подготовки, а втората смена е смена која го само тоа спрема што е подготвено. Велат дека таму треба да се има обилно јадење, како што велиш ти, обилно со подготовка пред јадење, главно јадење, десерти, сето тоа. Така семено си порачуваат? Сите кога ќе си седнат раацки? Да. Што си велиме ние? Да. Значи раацки си Странците седнува... стварно знаат да уживаат и во јадењето и во буквално во све. Во се, браво, одлично. Ето, тоа е тоа што велиме. Некако нас во Македонија брзаме некој пат и со храната во раце, излегуваш и трчаш за работните обврски побрзо да ги завршиш. Многу пати и во автобус луѓе има што јадат. Они стварно знаат да уживаат. Во секое јадење знаат да уживаат. Така е. И сега, каде имаш желба да одиш, например? Каде би посакала да одиш да готвиш? Немаш ли некоја дестинација, земја, каде што би сакала да вкусиш? Па јас отидов во Италија, бев неколку пати, само да влегов во еден ресторан, само да видам како тие готват. И сега ми е голема желба да отидам за Италија.
Бети, обично кога говориме за Италија, велат пицата им е специјалитет, тестенините кои што тие ги обожуваат, но сигурно јадат и варена храна. Сигурно. Барат. Имаат они и варена храна, имаат исто искара како што имаме ние. Јас не готвев тогаш, јас само бев само да гледам. Тогаш гледав како се прават шпагети, како они го прават сосот за шпагетите, како го прават кетчапот посебно за шпагетите, значи за све имаат посебни рецепти. Си имаат посебно да се тоа подготви на таков нивен начин како што они сакаат да биде. Да биде вкусот баш италијански. Браво. Ете, па убаво нешто си научила. Мислам, сега ќе се научиш ако одиш со готвење, друго е нели кога се гледа, друго е кога ќе се работи, и сам ќе си го направиш јадењето. Ова може више да го председиме. Добро. Повели таму. Само не се врти кон камерата или ова ти е потребна, повели? Свеедно, кој е бил? Ајде. Одлично. Добро. Помагам помалку. Така треба. Помагам помалку. Тамани ќе научите рецептата. Рецептот. Јас не сум љубител на морските плодови, но реков повеќе сум си по нашата традиционална кујна, но обожувам кога гледам колку луѓето едноставно ги сакаат. А и се потребни за телото морските плодови, омегата, која што е многу битна. Многу. Што им додаваш зачин, освен ова што сега го додаде како лукче и кромит? Путер, обавезно малце, иде со путер, иде со вино малце, иде малце лимунов сок. Малце лимунов сок. Јас ќе ти дадам овде да си го подготвиш сокот од лимон, а јас ќе ти ги промешувам таму. Еве ти цедалчето, за да бидеме се навремено подготвени. Добро. Ќе ме бараш после за асистенти кај тебе. Никаков проблем нема. Се уште не сум доволно силна за да стојам долго време на нозе, за да можам тоа да го работам, инаку брзо ги сваќам работите и ме бидува за кујна. Има работа. Има работа, има и седечка работа. Во кујните има и седечка работа. Седи, лупи компири и сецка и крумит. Речи тоа е седејки. И чисти лигни. Најтешката задача. Не. Многу е лесно. Лесно? Да. Браво. Јас кога се работи, ете пак ќе речем за морските плодови, можеби малку сум и скептична. Но ете за тебе видиш тоа дека е лесно. Се треба да чекаме малце да изврие таа водичка што ја пуштија морските плодови. Добро, и беа и малку и замрзнати и затоа малку имаат повеќе течност. Добро, а потоа заедно вријат со лимонот и виното? Им ги додаваш? Прво ќе додадеме путерче. Путер, добро. Потоа ќе додадеме малце винце. Добро. И од кој ќе се изврие целата таа вода, го додаваме оризот. За да може да додадеме малце од буњонот, за да се спојат морските плодови со ризотото. Браво. Добро. Бети, што ти беше најинтересно кога ти побара како јадење да го направиш? Што ти беше ете професионален готвач си? Има ли нешто што се запраша? Ама сега колку ми треба време ова брзо да го направам или не треба брзо да го направам? Имаше ли таков момент кој ти извади од кожа? Имаше еден момент кога ми побара ослич на пара. И? Тоа е една специјално тавче кое се самото дно се полни со вода, па решетки, па се става рибата и од прилика треба час и пол до 2 за да се подготви комплетно рибата. Ми доаѓа конубарот и ми вика, знаеш што, мора да направиш еден ослич ама за 15 минути. Ама речи како можам Како да го направам за 15 минути на паре, а не можам никако да го направам на паре. Не сум магионичар, речи јас. Викам, ми текна, ќе ти го направам за 15 минути. Ти проработе веднаш вилката. Јас го ставам директно во вода, малце да се свари, го ставам повторно на пареа и го ставам во реална.
А, значи малку го свари? Да. Види, македонска работа. И за 15 минути стварно беше готово. Готово. Ете, затоа и те прашав, вие, нели, готвачите, имате Мора да се снајдеме. моменти каде што би, да кажеме, може да дојде за препастувачко. Како ова, јас ке го подготвам толку брзо? Или не сум го правел до сега тоа јадење? Мора да се снајдеме во Мора секаква да се- ситуација и у секој точно. момент мора да се снајдеме. Мора да се научи. Гостите мора да бидат задоволни за да можат да ни дојдат повторно. Бидејќи си правиме муабета и гледачите да слушаат и младите домаќинки, сакам да те прашам, кое беше првото јадење кое што ти го направи самостојно во ресторан? Така, се сеќаваш ли на тие моменти? Се Застануваш сеќавам. и си велиш ова сега јас ки го правам слободно. Многу беше одамна, ама се сеќавам. Така? Не беше готвено јадење, беше скара. Аха. Работев тогаш во мејана грош. Најпрво почнав, нели, додека да застанам на свој нозе како самостоен кувар, прво почнав да бидам како помошник кувар. И кога мојата колешка се разболе, јас морав да ја заменам и се најдов во една главен готвач. ситуација кога морав да работам. Така да првиот момент кога јас го направив самостојно беше скарата. Скара, направи скара. Сега што ќе додаваме или уште треба да Сега ни само изгрее? уште малце да се изврие и ќе го додадеме оривчето. А виното кога го додаваш? Го додадов. Веќе го додаде. Јас гледам Го чаша додадов. имам, па си ги повлекувам на страна за да не сгрешиме, нешто да дуплираме. Добро. Вистинскиот готвач си паметен за својот рецепт. Сега оризот ќе го додадеме. Браво. По бојата си ги гледаш, по течноста, по се тоа се препознае. Така, мора да се уште малце изврие течноста, па ќе го додадеме оривчето. А како ти оди со месените работи? Ги месиш, ги правиш, ги сукаш? Потешко. Потешко. Значи не, тука вели не дирајме, нели, не пипај. Не, јас си месам дома, си месам Добро, кифлички, за си дома, месам добро, лепче, друго е дома, али но професионално Сигурно не. добивате и готови. Добро. Јас сакам да прашам, да знаеме се како се снаоѓаат готвачите таму некаде во кујна, а ние сме тие кои што чекаме на маса специјалитет кој што сме го побарале. Ете така, сега оризот, шубаво се двојат зрната, затоа го побарат и токму овој. Добро. Браво. Да поврачам. И да ти го додадам бујонот, да ти биде при рака. Дали ти е потребно кутлача? Да. Добро. Ја имаме тука во стаклениот сад. Браво, 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 мајсторе. Одлично. А зошто ми побара зелен чуков, или рибин, овој рибин бујон, кој што го додаваме? Значи, само зеленчуков. Само Не можеме зеленчук, ниту не може, кокошни, ниту за да не говецки. мириса на така, сосема така. друго. Добро. И затоа се додава зеленчуков. Одлично. Така, сега ќе го ставиме малце да се поврие. Ова го Ќе веќе сипа, така. При крај ќе го додадеме Добро. лимонот и пармезанот. Одлично. Ги повлекувам. Сега можеме малце сол да додадеме. Еве солта пред тебе. Јас направив чај. Додека ти си ги подготвуваше намирниците, направив чај, едниот за тебе, едниот за мене. Повели од оваа страна е твоето. За да имаме малку да се освежиме, а потоа ќе ги побарам и фотографиите кои што ми ги испрати, за да погледнат гледачите Малце бибера. што Бети работи. Добро. Треба ли да го намалам? Па да, може малце Можем. да се намали и да... Добро, јас тука ќе внимавам на него, а ти гледај си во мониторот и коментирај ги твоите фотографии, овие убави трпези, што значи тоа? Ова е огромно нешто. Ова е по мени. Така. Односно, кога имаме поголеми групи, во принцип одат на мени и овдека е менито со три врсти на месо, односно пилешко во бел сос со печурки, Така. телешко со сос и телешки мускул. Браво.
Браво, ова изгледа навистина убаво. Како прилог има оривче и има неколку компирчиња. Одлично изгледа, одиме понатаму, гледај си во мониторот и коментирај си ги твоите изработки. Чекаме друга фотографија, режија. Ни се замрзна екранот. Ајде, написе чајче за да ти дојде, ево имаме друго. Ова е полнет влак компир. Полнет влак компир со салата, ова веќе ви е орада, ова е туна со палента, што многу често се јаде на море. Ја бараат? Многу. Ова е лосос во сос од вино. То нешто Во сос на од вино со посебен варен начин се компир. подготува. Исто многу барано во Хрватска. И убаво сервирано. Секоја чинија ти е добро сервирана. Ова е тоа лососот со зеленчук на скара. Лососот е на скара. Кромит со печурки внатре, така ми изгледа или нешто тоа друго е? Има крупче од кромит, има крупче од тиквица, крупче од мудар патлиџан и тоа сето тоа наред. Ова е томахавка. Режија, ова ќе го побараме, кој ќе одиме кај Бети. Ова е томахавка, така. Ова ќе го бараме. Ова е зреено месо и е страшно многу убаво. И го бараат? Да. Сигурно го бараат. Браво. Одиме понатаму да видиме што следува. Јас овде намалив за да можам и јас да ги гледам. Гледај си во мониторот. Ова е убава даска. Ова е турски доручек. Браво, така на трпеза, кога седнуваат, така. Значи, ова е како софа, издигната, се врти во круг и ова е принцип на јадење кај турците за доручек. Браво. Богато. Што би кажале они, машала. Машала. Ова. Така, ова е мезе. Обично го взимаат пред јадење со ракијче, со мезенце. Јас лепчето и павлаката би си ја одбрала веднаш. Симпатично ми делува и веднаш би си ги одбрала како јадење за мене. Добро, ова исто така убаво. Ова е ребро и мевце скара заедно, само добро декорирано и поставено на маса. Со љубов моите камермани го гледат ова јадење. Со љубов. Кај убаво. И убаво сервирано, и убаво наместено. Така, обично ти е окото полно и тогаш си сит. Во моментов ви текнуваат тие додатни украси да ги направите. Да. Добро. Тоа добиваме инспирација, зависност од јадењето. Да. Нели самото си покажува која боја може да биде како контраст за да дојде до убавина на јадењето. Браво за тебе и браво за сите кувари кои што добиваат идеи и желби. Мене многу ми се допаѓа убавото декорирање на храната. Па тоа е стварно и вкусот, но и декорираност. И окото треба да се најаде. Како велиме, жена добро нашминкана, средена, стерилизирана и така убаво. Го бараме рецептот на денот. Ајде да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Рижото со морски плодови. 250 грама ориз арборио. 350 грама морски плодови, една главица кромит, 700 до 800 милилитри зеленчокова чорба или пак во коцка, 2 чешниња лук, 100 милилитри бело вино, 30 грама путер, 3 лажици пармезан, 1 лимон, половина китка Макдонос, маслиново масло, сол, бибер и други зачини по избор. Кој колку и што си милува да додаде. Ова Бети брзо бидна. Затоа што е арбориори, затоа и не е брзо. Затоа и го бараше специјално да биде тој и да биде брзо заради нашето време во нашата емисија. Сега рече ќе си исецкаш Макдонос. Ајде, јас чекам да си го исецкаш и Макдоносот, потоа и ќе сервираме за да наместиме онака како што ти ја имаш замислено оваа наша денешна рецепта. Како ете, тоа ти се вика готвач. Јас вака 5 пати ќе си ги исечев прстите. Браво, браво, браво. Одлично. Мераклиски. Добар ни е ножот, нели? Супер. Одлично сече и професионален. Браво.
Навикнати сме ние на нашата кујна и да го имаме магданосот во кујна, но кажи ми како е во другите кујни, додавате некој друг зачин? Ова ќе го исклучам, Бети. Готово е. Готово е, така. Добро. Готово. Само ќе го додадеме лимоновото сокче малце да се спои. Добро. Еве ти она единица. Додаваш, јас ќе го промешам. Добро. Полека ме учиш на морските плодови. Да ги подготвуваме. Обично нашите гости прават и постојано велам, јас страшно е ракчиња да гледам морски плодови вака. Некако мириста на рибата не ја сакам, но тоа не значи јас ако не сакам дека другите луѓето обожуваат. Обожаваат, да се така. биде со морски плодови, морска храна. Сакаш да ти го додадам тањерот за да си декорираш или отпосле? Откако ќе го сервираме сето тоа? Ќе го декорираме. Добро. Пак сакам да те навратам на импресии од Хрватска. Брзо готвење и брзо сноѓење. Има ли нешто освен ова рибата на пареа да ти се случи да а всушност немате во кујна? Се случувало ли такво нешто да немате производ во кујна? Обично не. Обично не, затоа што се комуницира со конобарите и они пред да си ја почнат самата работа прашуваат, кажете ми во кујна што има, што нема. Тоа сака. Инаку кај нас може да се случи, тркни купи од продавница еден сладолед за муштеријата да биде засладен или задоволен од она што го бара. Така, меѓутоа ако си веќе на море, немаш баш блиску каде да купиш риба од одреден тип кој што ќе побарат, нели? Не знаеш што има побарувачка гостинот. И затоа е најдобро комуникација со конобарите, тие кои ќе дојдат на работа, прво што прават, влегуваат во кујна и прашуваат што има, што нема и што треба денеска да се понуди како специјалитет на денот и специјалитет на куќата. Тоа е се ствар на договор и се договараме со келнерите и лесно, како лесно оди како песна. Така. Кога зборуваме за песна, има ли моменти кога сакаат луѓето од кујна да излезат и да видат кој таму некаде пее на тераса? Секако. Имате ли минутка? Ние секогаш во кујна си имаме музика, не може да работиш без музика, ама и многу сакаме да видиме што се случува надвор. И Бети, кога ќе дојде некој од Македонија, вие се чувствувате блиски, нели? Нашинците дојдоа во да пеат. И неколку пати ни се случило тоа. Тоа нели посебно се едно чувство. Посебно чувство однатре, тоа не може да се објасни. Тоа е стварно прекрасно. Јас знам дека многу ми на тоа го велат, кој да дојде поинаку, но кога ќе дојде некој од Македонија и воопшто да не го познаваш, веќе го чувствуваш близок до себе. Ајде сега повели да си сервираш. Јас те прашувам многу работи те прашувам. Многу работи те прашувам. Половина ќе го измешаме внатре, а другата половина ќе гледав дали ти е посебно лажица потребна, друга кутлача, нешто такво што би требало да си црпнеш. Ете. Заради сервирањето. А јас мислев го поросуваш, но ти веќе го додаваш во самото рижото. Половина го додадов во рижотото, а половина ќе го ставиме горе како декорација. Добро. Одлично. Еве ти, ако сакаш веќе со лажичка, полесно да ти биде. Мајсторе. Како велам јас, мајсторе. Браво. Ете, им помогнавме и на домаќинките кои што можеби нивните во домот токму овој специјалитет ќе го побараат. Како и на кој начин се подготвува, колку време е потребно. Бети, сакав да те прашам и друго. Во Македонија менталитетот на македонецот е повеќе да се има и љуто во покрај јадењето. Дали странците бараат љута храна? Обично не бараат, но... Не, многу ретко. Тие многу малку ја сакаат љутата храна. Многу ретко и многу ретко има во менита на Хрватска да најдете некое љуто јадење. Но оние што јадат... Ајде келнер додади некоја пиперка подпечена со лукче или свежа пиперка тука во Македонија. Обично таму се додават од сосеви. Имаат хот сос, имаат чили сос и оние кои што сакаат, тоа веќе си го... Добро, доволно е.
можеш да си поставиш. Јас ќе се повлечам. Сега ти е она што, Пармезанчето? како велам јас, украсот, што го јадат очите. Тоа е веќе окото гледа и посакува нешто убаво. Добро. Потоа почнуваме со магдановчето малце, да разбиеме бојата, да не биде само... И разиграно да биде. Одлично. Молчам за да не изгрешиш. Не, мене ми е веќе рутина. Така да ти веќе си ги... Знаеш своите постапки и својата работа, така би требало да изгледа, нели, денешниот специјалитет. Ајде да го повлечеме и ова, за да поубаво се гледа. Колеги, убавина, потоа ќе вкусите, нели? Има ли нешто што сакаш да го пренесеш на гледачите или да си поздравиш некого, а јас ете не ти дадов можност од многу прашања, те бомбардирав со прашања. Јас имам само голем поздрав до мојата ќерка и до мојот син, така, кои што ме будрат, ме поддржуваат во све што работам. Ме но сваќаат гостувањето ни е изненадување за сите. Рековме да молчиме, јас и ти до самиот крај. Така, ете, ќе биде изненадување за сите. Така, тие ме поддржуваат апсолутно во све што работам, ме разбираат кога не сум тука, даваат поддршка кога сум далеку од нив. Сакаат ли да готват? Учат ли од тебе? Да, керката веќе многу готви, она има 26 години, а веќе си готви 4-5 години самостално. Зошто тоа сакам да го прашам. Има многу пати ќе кажат ние си имаме готвач кој што ќе ни готви, дома гајле немаме, а други велат дека јас сакам да научам. Нашите мајки сака ние од гледање како тие работат, ние да учиме. Так. Затоа Она прашам. знае многу да готви и готви дома, дури и некогаш ќе каже јас мамо сега ќе ти направам здрава храна. Така вели, јас ќе ти направам. Некако поише ја сакаат оваа здрава храна. Добро, младите сега сакаат здрава храна. Така. Бети, навистина беше убаво и задоволство за мене и за гледачите да те видиме во нашата емисија, да ни направиш еден специјалитет професионално. Вообичаено тука доваѓаат гости кои што не се професионални готвачи. Сакаме да внесеме интересни ситуации на нашите гледачи, да им биде забавно и убаво. И од срце ти благодарам и ќе те бараме пак. И јас многу ви благодарам што ме викнавте, што ме повикавте, што бев дел од вас, што можев да ви покажам една рецепта за морски храни и секогаш ви стојам на располагање. Задоволството е и мое. Тука сме пред самиот крај, драги наши гледачи, се надевам дека ви бевме интересни денеска и запишете го овој рецепт. Ќе ви послужи и ќе биде добра храна за на вашата трпеза. Ве сакам!